Велат, градовите се како луѓето. Тие имаат свое раѓање, развој и крај. Навистина, кај нив се тече долго. Нивното живење не се мери со години, туку со векови, а понекогаш и со милениуми. Никој град не се формирал случајно на одредено место, напротив, има многу причини зошто токму крај таа река, планина, поле или друга природна погодност започнува неговиот почеток. Обично, нивното растење е бурно, исполнето со безброј историски пресврти, падови и вишнење. Најчесто се помни нивната младост, звездените мигови на растеж, економски и културен просперитет. А за тоа сведочат спомениците, градбите, владарите, добрите и лошите дела на граѓаните во одредено време. Потоа татнежите на војните, природните катастрофи, трагите на цивилизациите и културите кои останале за навек. Сепак, најболно се доживува постепеното умирање и нестанок на секој град кој е останал само во долго помнење на луѓето. Среќени се само оние градови кои успееле да ги пребродат сите неволји на времињата, подготвени секогаш да започнат нов живот. При тоа, основниот фактор за надживување на сите тие промени е човекот, односно жителите на самиот град. Битола е еден од таквите македонски градови. Благодарение токму на нејзините жители, нивната голема љубов кон саканиот град, упорно издржувајќи ги сите неволји, независно од испреплетените потреби на овдешните граѓани, каде во определени времења се мешале интересите и на разни нации, религии, идеологии. Жив сведок за битолскиот непокор се многобројните движни и недвижни споменици на културата. Старите градби како што се црквите, манастирите, синагогите, џамиите, чаршијата, безистенот, градскиот часовник, фреските, иконите и ракописното наследство. Како резултат на историските промени што се случувале во градот низ вековите, Битола некогаш повеќе, некогаш помалку била позната и со своето демографско шаренило, кое за одредени периоди и области на живење често било предност за нејзиниот развиток. За демографската разноликост на Битола во минатото влијаеле повеќе фактори. Еден од нив е и природно-географската положба на која била расположена населбата. Широките и богати со шуми падини на Баба планина и нејзиниот прекрасен, висок врв Пелистер, кој речиси е на дофат на самиот град, бистрите планински води, брзата река Драгор, биле како порачани за опстанок на многу луѓе. Тука се и богатите пасишта и ливади на кои непречено можело да се одгледува разна крупна и ситна стока, како еден од основните услови за развој на сточарството од кое живееле поголемиот дел од околните помали населби. На источната страна од овој простор било богатото и плодно пелагониско поле низ кое течеле дивите води на реката Црна, носејќи наноси од околните планини погодни за создавање на плодни ниви и ораници,
каде можело да се одгледуваат житни растенија и други култури. Додека на северната страна баирските ридови го штителе градот од студените ветрови, создавајќи поволни климатски услови за живеење. А од југ, тумбекафе и другите зелени ридчиња ја разубавувале по широката околина. Од непомало значење за големи движења на народите низ овие простори, каде започнала да се развива градската населба Битола, позната и под други имења, како што биле Монастир, Обител, Толи Монастир, Пелагонија, Бутела и слично, представувала воено-стратешката положба на градот. Низ него поминале многу војски на средновековните европски балкански држави, но и ордите на азијатските ваварски освојувачи до најновите светски и други војни. Сите тие настани имале влијание на демографската структура на градот. Зашто овде, на крстопатот, каде се судирале интересите на Ориентот и Западот, секој победител сакал да остави и свој човечки потенцијал како основен услов за подолго владење. Во околината на новиот град Битола имало остатоци и од постарите цивилизацијски времења. Само неполни 2 километра на југ, скоро 1000 години обстојувал античкиот град Хераклеја Линкестис, основана од големиот древномакедонски крал Филип II, таткото на уште пославниот Александар Македонски. Подоцна, тука се доселуваат и некои од словенските племиња. Годините врвеле, а народите се мешале, останувајќи да живеат како етничка посебност само оние делови кои главно им припаѓале на воено-помоќните и економски посилните држави и цивилизации. За сите овие изминати времења и историски настани, археологијата и другите научни дисциплини оставиле некакви материјални траги и белези, единствено нема статистички податоци за бројната положба на националниот состав на луѓето, пред се од објективни причини. Останува да им веруваме на паралелните согледувања и народните помнења, кои не секогаш се сигурни. Се знае дека за прв пат се спомнува името на Битола во почетокот на 11-тиот век. Ако има некој приближен податок за бројот на жителите на градот, за нивната структура, национална, верска, полова и други, не може да се зборува бидејќи средните векови не познавале некои од овие категории. Постојните извори велат дека во периодот од 11-тиот до почетокот на 14-тиот век Битола броела од 1500 до 3000 жители. Само за време на владењето на римјаните, градот имал повеќе жители. Според некои податоци, таа бројка тогаш се движела околу 6000 жители. Со освојувањето на градот од страна на Османлиското царство во 1382-1383 година, бројот на дотогашните жители многу се намалил, а за тоа зборува првиот официјален изворен турски податок, кој вели дека во 1467-1468 година градот имал 2345 жители. Со текот на времето, како растела економската моќ на градот, тој број бележи нагорен од, што ќе го видиме во подоцнежните показатели. Но, она што е посебно значајно за демографска Битола по потпаѓањето под власта на турците, е сознанието дека од тогаш се водат и попрецизни податоци што ја интересираат демографијата,
вклучувајќи го и етничкиот состав, кој не секогаш бил израз на стварните историски состојби. Независно од одредените недоследности, сепак тоа се први вистински пописи кои даваат појасна демографска слика за Битола или манастир, како што ја викале турците. Еве некои званични податоци од пописот за градот што бил извршен во 1468 година. Таа година Битола имала 480 семејства со 2345 жители, од кои 1475 биле муслимани и 870 христијани. Градот имал 7 маала, а само 10 години подоцна, во 1481 година, градот имал 620 семејства со 3100 жители, од кои 1990 биле муслимани, а 1110 христијани. Сите распоредени во 20 маала, од кои 11 муслимански и 9 христијански маала. Ова е време на постепен развој, за во средината на 15-тиот век Битола да почне да станува значаен економски, воен и административен центар. За Битолската чаршија, во која имало 43 вида занајати, се знаело подалеку. Во нејзините трговски магазини се складирала стока и од подалечните балкански земји. Покрај занајчиски производи и изработки на цена биле овдешните земјоделски производи, посебно сусамот, тутунот, памукот, свилената буба и други. Тој 15 век за градот е карактеристичен и по тоа што во последните негови децении, односно во 1492 година и 1497 година, овде се доселила поголема група евреи, протерани од Шпанија и Португалија. Тие, заедно со еден помал број на роми, покрај муслиманското и христијанското население, почнуваат да ја менуваат и етничката структура на населбата. Таквите промени уште повеќе се зголемуваат со јакнењето на економските врски со европските, но и со земјите од поширокиот Ориент, од Азија и Северна Африка. Оттаму, низ Битола можеле да се сретнат и ерменци, египјани, сирици и други. Веројатно, за тоа помагале и разните војни што ги водела големата турска империја. Наредните 2 до 3 века го задржуваат истиот или сличен тренд на промени, во зависност што се случувало на војните фронтови, но и во внатрешните состојби на државата.